Бугарскиот записник од средбата на тамошните челници и еврокомесарот Вархеј, во кој се нотира дека има разидување на позициите во македонското МНР и експертите во самото министерство во преговорите со Бугарија. За шефот на дипломатијата Бујар Османи биле неточни. Според него, некоректно било тоа што било наведено во текстот да се препишува на македонската страна, оти извештајот се однесувал на бугарските ставови. Прво мислам дека е некоректно тој текст вчера да се прикаже поинаку. Таму се збореше за разликите во Бугарија помеѓу бугарското МНР и нивната влада, а не кај нас разлики. Значи немаше таква инсинуација дека има разлики кај нас, туку заради некој записник од Брисел се констатираше дека има разлики меѓу нивното МНР и другите чинители. Иако Османи се обиде да ја отфрли ваквата информација, во записникот јасно се наведува дека забележено е несовпаѓањето во наративот на политичко ниво од страна на министрот Бујар Османи, кој прејавува конструктивност и позиции бранети на експертско ниво од МНР на Македонија. Следува да се обмисли решението на отворените прашања да биде барано на политичко ниво меѓу министрите за надворешни работи на двете земји, стои во записникот. Османи не сакал да го коментира ниту присуството на екс-премиерот Зоран Заев во Турција, кој изненадувачки по неколку месеци анонимност се појави на форум во Анталија и случајно или не се пофали дека се сретнал со бугарскиот премиер Кирил Петков и зборувале за едината на Балканот, ама и за отворените билатерални прашања. Иако самиот Заев се пофали за неговите подвизи на Фејсбук, Османи побрза да го оправда дека не бил таму во функција на преговорот со бугарските власти, туку како гостин. Во однос на господин Заев, наистина не се чувствувам повикан да коментирам, меѓутоа во услови на такви конференции секој со секого разговара и разменува мислења и ставови. Опозицијата подолго време предупредува дека Заев и покрај неговото повлекување од политиката, од позадина се уште ги влече конците во партијата и во државата, особено што актуелниот премиер Димитар Ковачевски речиси и да не се појавува на настани.